Партиите и кандидатите за престојните локални избори денеска се во третиот ден од кампањата. Ке продолжат да ги представуваат своите програми на разни митинзи, средби со граѓани и преку медиумите. Инаку изборната кампања ќе трае до 17 октомври на полноќ, пошто следува 24-часовен молк пред гласањето на 19 октомври, додека вториот круг ќе се одржи на 2 ноември. Ке се гласа на 3480 избирачки места за 309 кандидати за градоначалници и 576 кандидатски листи за членови на општинските совети или за вкупно 10.490 кандидати. На изборите учествуваат 22 партии, 19 коалиции и 119 групи на избирачи, односно независни кандидатури. Најмногу кандидати за градоначалници има за градот Скопје 17. Прва скопска телевизија локалните избори 2025 ќе ги следи преку специјална изборна хроника, која ќе се емитува секој ден во 17, 19 и 23 часот и 20 минути за време на изборната кампања. Емисијата ќе содржи вести од изборниот процес и настапите на партиите, како и редовно дневни интервјуа со кандидати за градоначалници на општините во Скопскиот регион. Ќе обезбедиме правично, избалансирано и непристрасно медиумско представување и ќе им овозможиме на сите учесници во изборниот процес подеднакви услови за пристап до нашиот медиум. Министерството за образование и наука ќе зголеми поддршката за талентираните студенти. Ова го најави министерката Весна Јаневска на конференцијата на Факултетот за математички и природни науки, каде што беа презентирани успесите на студентите и нивните ментори постигнати на меѓународни научни олимпијади од областа на хемијата. Почнувајќи од оваа година, Министерството целосно ќе ги покрие трошоците за патување и регистрација на студентите и менторите, кои ќе се квалификуваат за меѓународни научни олимпијади или надпревари, рече Јаневска. На меѓународната олимпијада по хемија, што се одржа годинава во Дубај, учениците од Македонија освоија сребрен и бронзен медал, како и благодарница, додека на меѓународната олимпијада Менделеев во Бело Хоризонте, Бразил, освоија 2 бронзени медали. Изборот на нов председател, Советот на јавни обвинители ќе се одржи по локалните избори. До изборот со Советот ќе раководи заменик председателот Башким Бесими, откако беше констатиран престанок на мандатот на досегашната председателка Душица Димитриевска. Денеска со првиот академски час почна студентската учебна година. На Универзитетот Свети Кирил и Методи пред платото на бруцошите им се обрати министерката за образование и наука Весна Јаневска, додека на Факултетот за безбедност студентите ги поздрави министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Со првиот академски час денеска почна наставата и на другите факултети во Македонија. Повторно воведување на директна линија помеѓу Скопје и Доха побарал директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство Драги Стојановски на средбата со делегација на катарските воздухопловни власти. Оваа линија за Македонија е од големо значење од аспект на развој на економијата, трговијата, туризмот, како и олеснување за македонските патници, кои Доха би ја користеле како конектирачка точка за нивните патувања до останатите држави на Блискиот Исток и летови до Азија, Австралија и Нов Зеланд, соопштија од македонската агенција. Од вечерва па до сабота, под влијание на средоземен циклон, цела Македонија ќе биде зафатена од силно невреме со обилни врнежи. Истовремено од исток ќе продира многу ладен воздух со заселен ветер и многу ниски температури на воздухот. Токму поради ова, на планините и на повисоките места врнежите од дожд ќе преминат во врнежи од снег, со што ќе се формира првата сериозна снежна покривка за оваа сезона. Температурите утре и во петок ќе се движат во интервал од 0 до 10 степени. По појавата на африканската свинска чума во Хрватска, само на една фарма уништени се речиси 10.000 свињи. Штетата е процената на околу 2,5 милиони евра. По потврдата на присуството на вирусот на 20 септември започна уништувањето на сите свињи на фармата во согласност со прописите за справување со оваа смртоносна болест. Африканската свинска чума представува сериозна закана за свинската индустрија не само во Хрватска, туку и во регионот.
Во соседна Грција денес има 24-часовен генерален штрајк. Тоа го најавија двете најголеми синдикални конфедерации во земјата во знак на протест против новиот закон за работни односи. Вработените во јавниот сектор, образованието и транспортот, како и таксистите, учествуваат во штрајкот, објавија тамошните медиуми. Железничкиот и приградскиот сообраќај се целосно прекинати, додека авионските летови не се засегнати. Синдикатите бараат повлекување на предлогот за продолжување на работниот ден, враќање на 13-тата и 14-тата плата, колективни договори и намалување на работната недела на 35 часа. Премиерот на Унгарија Виктор Орбан му порача на премиерот на Полска Доналд Туск дека судир со Русија игра опасна игра со животите на милиони европејци. Тоа на социјалната мрежа X синоќа напиша драг Доналд Туск. Можеби мислите дека сте во војна со Русија, но Унгарија не е. Изјавата на Орбан дојде откако Туск во говор на Варшавскиот безбедносен форум изјави дека војната во Украина е дел од страшен политички проект. Несогласувањата меѓу републиканците и демократите во Сенатот на САД по неизгласувањето на буџетот за финансирање доведоа до блокирање на американската администрација. Точка на сопнување е Обамакер, законот за дополнителна здравствена заштита. Веќе од денес стотици илјади работници кои не се сметаат за критични за безбедноста на државата се испратени на принуден одмор или се отпуштени. Националните паркови и музеите се целосно затворени. Председателот Доналд Трамп се закани со отпуштање на голем број работници и намалување на програмите поддржувани од демократите. Сенатот утре ќе одржи ново гласање за привремени мерки за финансирање. Папата Лав 14 го пофали мировниот план на американскиот председател Доналд Трамп за Газа и изрази надеж дека ќе биде прифатен и од палестински Хамас. Има многу интересни елементи во планот, се надевам дека Хамас ќе го прифати во предвидениот рок. Од сите страни луѓето велат да се надеваме дека нема да има насилство, дека луѓето ќе бидат почитувани. Тоа е многу важно, порача папата. Силен земјотрес со јачина од 6,9 степени според Рихтер ја погоди централната област на Филипините, предизвикувајќи рушење на згради. Локалните власти потврдуваат дека најмалку 60 лица загинале, а повеќе од 140 се повредени. Спасувачки тимови на терен пребаруваат под урнатините и доставуваат основни потреби до погоденото население. Познатата шпанска островска туристичка дестинација Ибица речиси целосно е поплавена, откако ја погоди ураганот Габриел. Очевидци раскажуваат дека автомобили пловеле низ улиците, сообраќајот речиси целосно запрел, а многу угостителски објекти биле поплавени од обилните дождови. Премиерот на Шпанија Педро Санчес ги повика граѓаните да бидат на штрек поради екстремните временски услови. Воениот суд во Киншаса го осуди на смрт поранешниот председател на Конго Жозеф Кабила за предавство и воени злосторства. Судот го прогласи за виновен поради соработка со бунтовничката група М23, која ја поддржува Руанда и која презеде контрола над делови од источниот дел на земјата. Кабила, кој беше председател од 2001 до 2019 година, не беше присутен на судењето. Неговото актуелно место на престој е непознато, но се претпоставува дека се наоѓа во Јужна Африка.